Електронската денс музика доживува огромен подем на светско ниво последниве години. Македонија се труди да држи чекор со овој тренд. Дел од оваа култура кај нас се сакако браќата Бојан и Андреј, или попознати како дуото Сирилик од Прилеп. Бојан, вие сте едно огромно освежување на нашата сцена, која што и долго време ви беше потребно. Кажи ни кој се Сирилик? Здраво пред се, ви благодарам на поканата. Сирилик како Сирилик се двајца ентузијасти што сакаат да прават електронска музика, што сакаат да изведуваат на големи фестивали, што се занимаваат околу 10 години со оваа работа, а како Сирилик постојат околу 3 години. Зошто баш Сирилик? Што се крие за ова име? Тоа е интересно прашање. Сирилик како Сирилик значи кирилица, превод на македонски, ама Сирилик всушност има и позадина, односно Кирил и Методи биле преродбеници во културата на словенските народи. Па ние сакаме да бидеме преродбеници во електронската музика во држава или ако можеме здрави Божи пошироко. Да. Како што кажавме, Македонија се обидува да држи чекор со трендот на развој на електронска денс музика во светот. Како е кај на сцената? Дали има публика, дали има простор за прогрес? Публика има, да, ама некако електронската музика е многу на лошо ниво. Нема доволно артисти, нема доволно продуценти што продуцираат или што изведуваат електронска музика. Пробуваме ние да направиме нешто ново, сакаме да го подигнеме нивото на електронската музика, пошто цел свет е на многу високо ниво и сето се движи кон електронска музика. Сакаме и ние да го подигнеме, пробуваме, продуцираме наша музика. Тоа е во глобала што сакаме да го правиме цел живот. Во кој жар на електронска музика спаѓа ваша? Кој е вашиот стил? Продуцираме deep house музика со некои си поджанрови, се имаш како хаус, имаш како некои поп електро елементи. Така да во глобала се базира на deep house музика. Од секогаш сте се занимавале со deep house или претходно можеби сте продуцирале некој друг вид на музика? Всушност во нашава во Сирилик продуцентот е брат ми Андреј. Тој продуцира музика веќе 10-12 години. Почна со хип-хоп музика, па јас почнав да пуштам електронска музика, па некако се надоврзавме една друг, па тој почна да продуцира електронска музика и најде комфорт зона во сета таа deep house музика, пред се ни се допаѓа нас, тоа сакаме да го правиме и се насочи кон deep house музиката, така да не е само deep house музика како Сирилик што почнале, мислам откако сме како Сирилик, само deep house. Направивте преработки на повеќе песни од повеќе музичари од Македонија. Доживот на Оделена Ристевска беше тотален хит, значи направивте растур на сите листи. Каде најдувате креативност при креирањето на една трака? Баш тоа што го кажав сега, дека електронската музика во држава е на многу ниско ниво. Сакавме да направиме нешто ново, сакавме да излези нешто што е приближно еднакво на светските траки. Има премногу поп песни кои што се добри како поп песни, но имавме идеја дека може да се преработат во електронска верзија. Така да испадна многу добри ремикси, особено тој доживот на Елена Ристевска, мислам дека многу добро го прифатија луѓето. Дали имате можеби некој омилен диџеј или група која што ви инспирира, која што ви дава мотивација при креирањето на една трака? Да, секако има премногу омилени артисти или продуценти. Еден од нив можам да кажам Келми Херис, кој е тотален хитмейкер во светов. Има многу Major Lazer, Hardwell ни е секако омилен диџеј, Afrojack и така. Има многу. Кога сме кај Hardwell, доволно за вашиот квалитет зборува што годинава бевте гости на Охрид Колинг фестивалот. Отворавте вечерта фактички за Hardwell. Какво е чувството да се биде дел од една таква продукција? Да делите сцената со име кое што е на врвот на музичките листи на електронска музика во светот? Да, па тоа уствари да ти се оствари животна желба. Некојаш си сонувал да го запознаеш, тоест само да присуствуваш на журка на Hardwell. Во еден момент се случува тоа да делите иста бина, да се узмините еден со друг.
така да се остварува некој сон наш кој што сме се труделе цел живот да го достигнеме. На некој начин успеавме, но тука не застануваме сигурно, сакаме уште и повеќе да унапредуваме во сето тоа. Чувството е прекрасно. Како дојде до соработка со Авалон продукција која што важи за една од најголемите во регионот кога се бави во музичката индустрија? Avalon продукција е уствари продукција која што поддржува македонски артисти и ги става на такви големи настани, ги става како warm-up DJ или warm-up бендови на нивните настани, така да ние имавме пратено како понуда онака не ни се надевавме дека можеме да настапуваме на таков голем настан, ама Avalon следат уствари што се случува со електронската музика, следат ние го следат нашиот труд, нашата работа, така да препознале валјда нешто добро во нас, па ни даде шанса да настапуваме на таков фестивал. Дали остваривте можеби контакт за понатамошна соработка со нив или можеби станување на нивни ексклузивци што е секако? За ексклузивци немаме таков некој муабет направено, ама сме во добри односи со Avalon, така да се надеваме на понатамошна соработка со нив. Познати бевте претходната година, кон крајот на претходната година со Mannequin Challenge-от што го направивте. Кажете ни повеќе околу тоа. Тој уствари видео кое што испадна сосем случајно, што првично не ни требаше да се случи, пошто беше тој Mannequin Challenge беше некој актуелно некој вирално видео кое што го правеам во сите држави низ светот, ама некаде се случуваше околу декември, нашето видео веќе беше онака како во залез сето тоа како да исчезнуваше. Ние успеавме да реков мајде ќе пробаме или се или ништо. Испадна вирално видео кое што го прифатија не само кај нас во Македонија, туку цел Балкан, што имаше скоро 1 милион прегледи, така да од тоа видео па се нааму е некако кариерата оди во нагорна линија. Последна трака ваша е соработката со Дина. Имате и Ивар. Имате и видеозапис околу оваа песна. Кажете ни нешто повеќе околу тоа? Песната се вика Feel Like, во соработка со Ивајо и со Дина. Видеозаписот го сними Зоран Зондесановски. Сето испадна сосем случајно со околу спотот. Сакавме да соработуваме, да направиме некаква соработка со Зонде. Испадна оваа песна. Со Дина веќе имавме соработувано предходно на предходна трака Во тебе се гледам. Со Ивајо исто така планиравме одамна соработка кој испадна сега, тој беше во странство, па сега се врати и успеавме да се споиме сега и да испадне Feel Like. Песната објавена на C-Deep каналот, кој што е баш стрикно за Deep House музика, што е голема работа за тие што се познавачи на Deep House музиката, знаат кој е тој канал. Така да сега испадна сето случајно, испадна тоа парче, се надеваме на добар фидбек кој што има до сега. Бојан, за крај, што има нешто ново? Дали имате нешто да им најавите на вашите фанови? Па спремаме многу нова музика. Скоро готово имаме нова песна, истата екипа Ивајо и Дина и ние. Така да се очекува многу музика во текот на наредната година, можеби албум, па ќе видиме здравје. Ви благодарам за интервјуто и посакувам многу успех понатаму во кариерата. Фала и за поканата, се гледаме за скоро, вајда. Чао.